Во каков политички плурализам живее Македонија? Во хаотичен. Затоа што како никогаш досега политичките партии и воопшто политиката во Република Македонија функционира во еден црно-бел свет и еден тотално дезинтегративен систем кој наместо да спојува и да не поврзува, се повеќе не прави непријатели и не отуѓува едни од други и не прави непријатели, за жал. Дури оние кои што не се членови на политички партии, тоа се повеќе го чувствуваат на свој грб. Која е функцијата на политиката? Па, она класичната, она исконската е да се прават добри работи. Политиката има инструменти, има цели да создава општо добро, да создава квалитет за граѓаните со цел подобро да се живее, со цел заедницата и општеството и државата да функционираат, да просперираат и да се надпреваруваат со некои повисоки цели, да бидат правични, политиката да биде правична колку што може, да биде легална, да биде заснована врз правото, да владее правото и сето тоа да биде во функција на поврзување на луѓето. Македонија, за жал, не ја восприема ваквата дефиниција на политиката. Дали политиката создава или треба да менаџира поделби? Па, ако ја видиме самата терминологија politics, policy, тоа е нешто што треба да ги поврзува луѓето преку различни активности, различни процеси и действија, да ги спојува и да ги сублимира, да ги креира во еден концепт, во една рамка која што би била интегрирачка. Меѓутоа, како што кажа, во Македонија, за жал, политичките партии немаат таков интегративен капацитет или поголемиот дел од нив, туку напротив дезинтегративно делуваат и тоа мора потитно да се промени, затоа што во спротивност Македонија би можела да попука по сите шавови, не само етнички, не само економски, социјални, туку и се повеќе партиски, се повеќе, би рекла, лични и така натаму. Каде се идеите за подобра иднина на државата? Идеите се секаде околу нас, само треба човек да сака да ги види и да сака да ги стави на хартија како концепт, како проект и како идејна водилка за Република Македонија. Некој тоа добро го прави, некој тоа воопшто не го прави, некој тоа го прави делумно. Значи, она што, еве да кажеме, актуелно со новата матрица на делување на ВМРО ДПМН е да создава проекти и да ги конкретизира истите, мора да биде матрица на делување или ако сакаме и профил на делување на останатите политички партии, бидејќи времето на памфлети, времето на празни зборови, на демагогија е веќе одамна изминато и секоја политичка партија ќе мора да го пронајде својот концепт на делување, кој што ќе има во себе суштина, кој што ќе има во себе лого на делување, мото на делување и реализирање на проекти, а не само на празни зборови. Колку политичките слогани од секоја кампања ја осликуваат реалната политичка активност на партиите? Зависи, значи се е релативно. Логото секогаш мора да биде дефинитивно промотивно, нели, за да може партијата да го оствари максимумот на избори или во рамките на својата политичка кампања. Не секогаш политичките партии одбираат најсрекни логоа, меѓутоа во последно време има и таму напредок. Очигледно е дека се ангажираат експерти, професионалци кои што знаат и умеат да ги пронедат вистинските слогани за политичките партии. Зошто во Македонија нема надпревар на идеи? Тука имаме голем проблем. Надпреварот на идеи треба да потекнува, односно треба да биде дел од секоја средина. Дури во универзитетот, на факултетот, во сите други општествени средини мора да има надпревар, затоа што само надпреварот ги влече луѓето напред. За жал, многу малку во институциите на државата се занимаваме со компетитивност, многу повеќе со сериџество, со малограѓанство, со рекла казала муабети, се губи време на непотребни пиење кафиња, непотребни пушење цигари така натаму. Мислам дека многу енергија се троши за непотребни работи. Македонија мора да научи да го троши времето рационално, секој човек да си го
почитува своето време и да го користи во вистинска смисла со реализација на проекти, со давање на некои афирмативни акции, и тоа мора да потегне одгоре, значи пред се во академската заедница мора да биде можеби двигател на целиот тој процес на иновативност, предприемништво и креација, впрочем согласно и стратегијата на Европската унија за иновативност. Ја заврши ли Македонија политичката транзиција? Не, за жал се уште сме во транзиција. Се уште од некои работи не можеме така лесно да се откачиме. Не можеме да ги тргнеме, да ги ставиме во минатото и мислам дека доколку не се случи вистинска промена во Социјалдемократскиот сојуз, промена квалитативна, некако опозицијата ќе ги влече работите назад. Значи нема да дозволи да се помрднат работите напред. Се надевам дека многу брзо во таа партија ќе се случи вистински пресврт, вистинска реформа и дека сето тоа ќе го почувствуваме ние како граѓани, бидејќи власта секогаш мора да бара добра опозиција, квалитетна опозиција, никогаш не сме да се остави сама на себе. Зашто во тој случај ќе прерасне во самобендисаност, ќе прерасне во суетност, ќе прерасне во непроменливост и така натаму, а тоа е многу опасно за секоја власт. Значи опозицијата мора да действува, да пронајде механизми со кои што ќе се промени ментално, меѓутоа и содржински, и концептуално, и идеолошки ако сакате, бидејќи идеологијата веќе не е една за секогаш дадена категорија, туку има многу вредности внатре, и да едноставно повлече во политичкиот простор, да се пронајдат и други субјекти можеби кои што се сега раситнати, разединати, да се окрупнат и да биде вистински креатор на едно ново политичко конкурентство во политиката.